civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Јас ќе се осврнам малце на ова конкретна војна која се води со оружје која гинат луѓе. Значи, помина еден месец, една неславно обележување од почетокот на непосредната руска агресија врз Украина, или како што самиот Путин нарекува специјална интервенција. И која според првичните руски проценки, овој блицкриг требаше да заврши во рок од 48 до 72 часа, при што руските трупи ќе ослободят и денацифицира Украина. Меѓутоа, рускиот напад се случи во раните утрески часови на 24 февруари, 9 дена подоцна од датумот за напад кој го објави американскиот председател Џо Бајден и со кој голем дел од јавноста се подсмева дека е грешка, дека воопшто нема да дојде до напад. Меѓутоа, очигледно разузнавачките информации на американците биле многу подобри од Facebook информациите што ги имаше особено јавноста во Македонија. Меѓутоа, како што кажав, пресметките на блицкригот, на руските пресметки за времетрењето на блицкригот на терен не се остварија. Путиновите мировници не беа дочекани со цвеќе од украинците, како што тие се надеваа, туку напротив. Предводени предсе од украинскиот председател Володимир Зеленски, кој инаку и самиот има еврејско потекло, а неговото семејство има и настрадано од нацистите за време на Втората светска војна, и со што и самиот наратив денацификација на Украина во самиот старт паѓа во вода. Значи, под негово раководство украинците од самиот почеток на нападот жестоко се спротивставија на рускиот напад на сите фронтови, на официјално, како што каже и амбасадорката, украинската амбасадорка, официјално втората армија на светот. Еве, имам тука еден податок, колку за илустрација. Секунда само. Како тоа изгледа? Значи, во активен состав, Украина има, зборам за почеток на нападот, во активен состав Украина имала 209.000 луѓе, додека Русија имала 900.000 луѓе. Во резервен состав Украина располага со 900.000 резервисти, додека Русија располага со 2 милиона резервисти. Артилериски орудија Украина имала 2040, Русија 7577. Оклопни возила 12.303 во Украина наспроти 30.122 во Русија. Кај танковите уште поголема оваа разлика. Украина поседувала само 2.596 тешки тенкови наспроти 12.420 колку што ги имала Русија. Хеликоптери за напад Украина имала 34, Русија 544, авиони фајтери Украина 98, Русија 1511. Кога ќе се сумира тоа во пари, Украина располагала со 5,9 билиони долари или милиарди долари во војниот буџет, додека Русија 61,7 милиарди долари. Значи, тој бил соодносот меѓу... Да? Се работи за најмалку 10-кратно поголема војна сила. Значи, на таа втора армија со светот гледаме споредови информации со колкава сила и се спротивставила Украина, и еве месец дена обстојува на руските напади, и Русија реално нема постигнато некој значителен воен успех, односно нема заземено ниту еден поголем град во Украина. Ако ги погледнеме мапите кои ги објавуваат светските медиуми, јас особено ги следам мапите кои со голема прецизност и со извонредни извори ги креираат секојдневно, па би рекол и повеќе пати дневно, Вашингтон Пост и Нью Йорк Таймс, се забележува дека всушност
руските воени сили се некаде на почетокот онаму каде што стигна заглавени во пролетната кал во Украина. Инвазијата, тука негде запреа и сега се заглавени во еден ќорсок, как би рекол, воен, се разбира и крвав. Дури имаше пример за огромен конвој, километарски долг конвој од руски воени возила кој тргна на Киев и кој едноставно се изгуби. Сега некој за тоа ги кривеа лошите кинески гуми кои не одговарале за возилата, меѓутоа сеќавам на тој текст. Втора најсилна армија на светот, ако си го дозволува таков хикс, мислам тука веќе нема што понатаму да дискутира. Гледав еден многу добар прилог, малте некако краток воено-акционен филм изгледа на Нью Йорк Таймс утринава објавен за радиокомуникацијските неуспеси на руската солдатеска, една, би рекол, до некаде дури наивна употреба на комуникациите на таков начин што можат многу лесно да се откријат, што истовремено предизвика губење на некои 6 генерали до сега, колку што знам, по еден неделно, повеќе од еден неделно генерал губи руската армија. Да не зборуваме за превирањата во Кремљ, каде што двајцата највисоки шефови на одделот за разузнавање при ФСБ или бившото КГБ се во моментов во домашен притвор, ако не ги снашто нешто. И низа други проблеми кои покажуваат дека без оглед на тоа колку всушност се вложувало огромни средства за кои би можело да се подобри стандардот на руските граѓанки и граѓани, сепак се вложило во нешто, а не се довршило, не се направило како што треба. И она покажување на мускули со за вчерашното покажување на она хиперсонична ракета со која гаѓаше цели кои навистина е абсурдно да гаѓате цивилни цели со една таква воена справа. Прво и основно лудило и нечовечно е да се гаѓаат цивилни цели, а камоли пак тие цивилни цели да бидат гаѓани со една таква софистицирана, би рекол, крајно софистицирана, многу скапа ракета од која нема одбрана, и сега можете да замислите една таква ракета да ја потрошите на цивилни цели, да предизвикате огромно страдање, трагедии, да направите воено злосторство против човештвото, а при тоа да не постигнете ништо освен да предизвикате трагедија. Тоа е навистина една многу чудна, би рекол, стратегија на водење војна. Од било кој аспект гледано, сакате, од аспект на човекови права, за кои ние сме, ние и постоиме за тоа, од аспект на мировните активисти, меѓутоа и од аспект на воените стратези, воените експерти и експертите за вооружување кои ги следиме секојдневно како редакција во Цивил. Имаме ли уште некој податок да слушнеме? Па да, в принцип ти ги сублимираш од две реченици тоа што се случуваше во претходниот месец од рускава агресија, и токму на тие проблеми што ги има руската војска се должи не само неостварувањето на нивните поставени цели, туку големите губитоци кои ги трпат како во воен персонал, така и во воена техника. За прв пат деновивот Алијансот излегува со првична оценка на руските загуби во Украина, и според нив тие се движат негде помеѓу 7.000 и 15.000 руски војници, 2.000 до 3.000 цивилни жртви, и 1.000 до 2.000 военни загуби. 2.000 до 3.000 цивилни жртви. 2.000 до 3.000 военни загуби. 2.000 до 3.000 цивилни жртви.
И тамошните аналитичари тврдат дека Русија претрпела помеѓу 30 и 40.000 загуби од персонал, бројка вклучува и исчезнати, и повредени и заробени војници. Ова, како што реков, е прва официјална оценка, јавна оценка од НАТО пред се, неофицијална, а меѓутоа дадено од анонимен функционер кој изјави дека овие податоци ги правеле врз основа на разузнавачки информации, врз основа на индици од теренот и од податоци од украинската влада. Според украинските извори, овие бројки се за руските загуби се малце поголеми, тие според нив изнесува 15.800 воен персонал, 530 борбени тенкови, 1590 оклопни хеликоптери, тука ни набројуваат уште голем број на друга војна техника, ракетни системи, системи за воздушна работа и слично. Меѓутоа, од руска страна, денови искочи една единствена информација која ја објави провладиниот таблоид Комсомолская правда, и кој на 21. објави информација дека во инвазијата на Украина од досега се убиени 9.860 руски војника, повредени 16.153. Претходно, единствена официјална информација која беше извадена од Русија на 2 март, каде тие потврдуваат дека се убиени само 498 руски војници. Меѓутоа, Комсомолска правда очигледно објавила нешто што не треба, бидејќи покасно е тргна информацијата од својот сајт, велејќи дека тој им бил хакиран. Исто американски експерти тврдат дека борбената моќ на руските трупи е значително опадната, дури падната на 90% од нивното ниво и од 150.000 ангажирани војници на почетокот, сега за прв пат дури е падната на нешто помалку од 90%. Како што кажав и претходно, руските трупи не успеават да заземат ниту еден поголем град, немаат значајни напредувања, и украинскиот отпор ги запре руските агресори на речиси сите фронтови. Но, како резултат на сето тоа, Москва се сврте кон, би рекол, безобзирно бомбардирање на градовите и цивилни цели, неселективни цели со артилерија, проектили од земја, од воздухот и, како што каже, дури со употреба на такви софистицирани ракети. Воедно и забрането оружје се користи, како што се термобаричните бомби кои го шмукуваат кислородот од околината, едно лаичко објаснување, од околината во која експлодираат и практично ги уништуваат целосно сите живи суштества кои се во радиусот кој не е мал на експлозијата, како и касетни бомби, забранети многу одамна, со децении наназад, а се закануваат и со биолошко оружје, се разбира своето копче, својот прст Путин го приближи до црвеното, големото црвено копче веќе на самиот почеток на агресијата, заканувајќи се со целосна нуклеарна војна, со други зборови, крај на светот. Извинете. Изгубив конекција, така да не сам до кај сако. Зборував за тоа дека се употребува забрането оружје, касетни бомби, термобарични бомби, друго оружје, заканите со биолошко оружје, заканите со нуклеарно оружје. Затоа споделив, односно резимирав дека е непознато. Се разбира, имаме уште многу податоци кои може да се споделат на оваа тема. Мислам дека дури едно видео не објавено, ти го спреми заедно со колегата Аријан. Две, всушност. Едно од Киев, едно од Мариупол. Да, ги видовме.
Да, Да, се пушти. трагичното видео со Кај мене разорување не. Мариупол. Да, и после Да. тоа второто Киев. видео, да, точно така. Добро. Мишел, Додал само кратко дека мислам ова не е нешто ново од руската војна тактика, истата тактика ја користи и во Грозни, во Чеченија, во Алепо, во Сирија, секаде каде што не може да стигнат до успех со војна интервенција, прибегнува кон ова бомбардирање на неселективни цивилни цели со цел да скршат волјата на народот и да приморат владата да Така, прифати. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.